Апсолутно мнозинство на нова демократија во грчкиот парламент и Кириакос Мицотакис на местото на Ципрас во премиерското столче. Ова е новата реалност со која ќе мора да се соочи Македонија во клучниот период кога се решава како и дали воопшто ќе ги започнеме преговорите со ЕУ. Мицотакис веќе најави дека ќе го почитува Преспанскиот договор поради неговиот меѓународен карактер, но во неброени прилики повторуваше дека и тоа како може да ги блокира преговорите доколку нашата земја не ги спроведува точките во она интерпретација која што ја одговара на Грција. Тумачењето и применувањето на тој договор ќе биде апсолутно поинакво од она што го планираше, да кажеме, Ципрас. Мислам дека треба да бидеме свести дека при отварањето на преговорите со Европската Унија, кога и да биде тоа, Грција на секое или на скоро на секое поглавје ќе става своји забелешки, ќе поставува пречки, ќе го стопира нашето преговарање, така да ако во нормални прилики ние требаше да преговараме 10 и повеќе години, со еден Мицотакис ќе преговараме многу подлого. Експертите се согласни дека во наредните месеци додека големите сили во ЕУ ќе одлучуваат околу датумот за преговори, новата грчка влада нема да има причина да се стакнува со некакви блокади, но кога ќе започнат да се отвараат поглавјата, Атина ќе стапи на сцена. Тогаш, според политикологот Петар Арсовски, Македонија може да се надева грчките блокади да станат безпредметни, само доколку успее да ги спроведе сите барни реформи, што во овој момент се чини како чиста илузија. Што на крајот повторно ќе остане на Македонија дали ние ќе можеме да ги спроведеме бараните реформи и бараните преговори во динамика во која се бара тоа или не. Кога ние би испорачале се, кривицата на Грција би станало безпредметно. Мислам дека повеќе Мицотакис мисли на преговарањето околу трговската марка Македонија, односно трговската марка Made in Македонија, околу дополнителните имплементации и ревидирањето на учебници. Дека новата влада во целост ќе биде многу потврда од онаа на Ципрас покажува изјавата на најверојатниот нов шеф на грчката дипломатија Никос Дендијас, кој пред изборите рече дека нова демократија сака да направи измени во некои одредби од Преспанскиот договор, преку како што рече преговори со другата страна. При тоа не криеше дека за прашањата поврзани со јазикот и националноста, односно државјанството на македонските граѓани, Грција во преговорите како оружје ќе ги користи условувањата на преговорите со ЕУ.